сега она што следува во продолжение на нашата емисија е разговор овде во студиото. Ви кажав веќе на почеток, оние кои што не следите од самиот почеток, дека ова утро заложена за гостите ќе биде нашата Искра, а нејзин гостин ова утро е дипломираниот физиотерапевт Илија Жежов. Добро ви утро на двајцата. Добро утро. И добро ни дојдовте во утринската програма. Благодарам на поканата. Секогаш добре дојден кога вака во студиото со позитивни водителки ќе се најдам, нели? Така е, секогаш. Искра, ќе ве оставам да си го водите разговорот. Ти благодарам, Ирина, на најавата. Добро утро. Иле, да, нашите гледачи веќе добро те познаваат. Секогаш си драг гостин овде, но ова утро не си само во улога на физиотерапевт, ова утро си во улога на хуманитарец, можеме така да кажеме, хуманист, односно организатор на една хумана иницијатива. За каква иницијатива станува спор? Ајде од таму. Добро утро, Искра, до вас. Добро утро до гледачите на телевизија Алфа. Благодарам што ме поканивте утрово да бидам гостин во вашето студио. Илија Жежов веќе долги години работи како физиотерапевт, долги години го кани да гостува низ вашите утрински емисии и секогаш ја прифаќа поканата, секогаш само за во интерес на нашите пациенти, на нашите гледачи, да излеземе во еден сусрет да им покажеме она што е правилно за физикална терапија. Кога станува збор за хумани работи, секогаш сум тука да помогнам, да дадам се од себе, меѓутоа секогаш во рамките со надлежните институции. Како ќе кажат они, секогаш тоа јас го почитувам да биде така, бидејќи самиот од себе ако тргнам, можеби ќе направам многу, а можеби за некои ќе погрешам. Затоа секогаш сакам да бидам во координација со надлежните, како ќе кажат они, така ќе биде. Вие индивидуа можете да направите све, но ако не се координирате со тие што треба, секогаш ќе бидете спречени да направите нешто. Во однос на хуманитарната организација имав една многу добра идеја во која што јас и моите колеги физиотерапевти направивме една иницијатива да собереме еден тим од околу 80 физиотерапевти. Од 80 физиотерапевти се координиравме од прилика некаде 50-тина. Останавме и тој тим целиот требаше овој викенд да тргне во Кочани. Во нашиот град Кочани, кај оние лица, кај повредените лица, кај оние лица кои што чувствуваат една огромна болка, морам да кажам дека нивната болка ја чувствуваме исто и ние. И морам да кажам дека дома имав два погреби, толку многу ми ме е трогнато, но овие погреби кај лицата во Кочани, кај што лицата се починати и оние лица кои што се повредени, мене ми остави еден сериозен трак во моето постоење и ќе ми остави и понатамо. И се соживувам со нивната болка, се соживувам со нивната тага. Навистина многу ми е жал се што им се случи и верувајте, од 16-ти, од како се случи таа трагедија до денес јас не функционирам како што треба. Функционирам, знаете како, онака само да станам, да го започнам денот, да ја завршам работата и да се вратам дома без енергија, без позитивност, без ентузијазам, бидејќи знаете, кога нешто е црно во државата, вие не можете да го правите тоа да биде светло и плаво. Него тоа е црно и може да се соочите со тоа дека е црно, но добро ќе беше како човек, како индивидуа и вие еве една светла точка да светнеше негде каде што ќе погледневме дека нешто ќе тргне напред и ние ќе бидеме благодарни за тоа што тргнало напред. Но да се надеваме, да бидеме оптимисти, да бидеме позитивни, дека нешто ќе се случи и ќе се промени. Дај Боже, бидејќи од 100% нормалност во оваа држава, ќе си дозволам да кажам дека уште 20% останаја нормални, ги избркате и тие, ќе се соочите со сите 80% што ви останаја, да кажам, да не навредам никого, луѓе кои што можете да ги... Па нека се препознае кој во тоја група спаѓа. Раководите вие што сакате и да бидат по ваши критериуми. Но Илија Жежов не оди по ниедни критериуми. Илија Жежов се координира по своите правила, по своите воспитувања од своите родители и по своите постапки човечни, по кои што треба да ги покажете човечките способности кај луѓе кај кои што треба да ги покажете. Или покажете нешто, или немојте да кажувате, а да не се докажете до крај што сакате да направите. Но да не влегуваме толку детално во однос на тоа. Мојаветот ми беше дека требаше да тргнеме во Кочани, дека требаше да реализираме бесплатна хуманитарна физикална терапија. Во координација со министерот за здравство се договоривме, оние поздрави нашата одлука и рече во ред, супер, одлично е од тоа, меѓутоа да оставиме за идната недела, односно за оваа недела, да договориме еден состанок во кој што ќе се координираме што понатака. И исто така чекавме да се вратат и оние повредени лица кои што се во странство, за да се докомплетира бројката, па да се види како ќе започне целиот тој процес за физикална терапија. Морам да напоменам и да кажам дека ние физиотерапевти ќе одевме во Кочани да направиме една проценка и еден увид, за да ја видиме фактичката, така за да ја видиме фактичката состојба кај повредените, кај кои лица смее да се
ординира, односно имплементира физикална терапија, а кај кои лице не смее да се ординира физикална терапија, затоа што Сега за сега. не смеете кај оние кај потешки пациенти кои што се со посериозни повреди, со посериозни потешки изгореници да имплементирате физикална терапија, а да не се тоа услови во хоспитализација на клиники и да се под надзор на специјалист физијатар, на специјалист, значи пластичен хирург или пак на пример да речеме други лекари од гранката на медицината. Но Добро, секако морам да те прекинам, што ме чуди што ова треба да го потенцираш, затоа што јас мислам дека се подразбира за некој што Не, е искра вака, професионалец, да ви што има кажам. искуство, дека сигурно нема да веднаш да примени на терапија без да види дали е пациентот спремен за тоа или не, така? Вие сте долги години пред медиумите и сте еден професионалец. Вие знаете како да ја координирате работата, не треба да дојде никој од страна да ви каже како треба да ја работите ви каже, работата. или почекај, не е време, така? 19 години од областа на физикалната медицина, претходно 12 години работно искуство во специјална установа за физикална медицина Катлановска бања. Веќе 7 години во моја приватна ординација каде што имплементирам физикална терапија. Безброј задоволни пациенти, ако секогаш правам професионален протокол за секоја работа, проценка на пациентот, дали тој пациент треба да ја прими таа терапија или не, да не ја прими или не таа терапија што не е соодветна, која што ќе даде или индикации или контраиндикации. Но, пак ќе кажам, мора да се потенцира во ова општество што работите, оправите од А до Ш, за да му стане јасно на секој поединец како тоа ќе се реализира, затоа што без да прочитаме, без да видиме, без да ни каже некој, ние се уште донесуваме свој погрешни заклучоци кои што тие своји заклучоци ќе ни донесат некоја друга визија во главата. И затоа морате постојано ово забаваче на некој дете постојано да му кажувате ова пиле вака, ова пиле така, она пиле така. Дотука ми е дојдено од објаснување, дотука ми е дојдено веќе од оние кажување на луѓе кои што се професионалци, специјалисти, зборувам значи во медицината и други ред гранки од областа на медицинската гранка. Значи добро знаеме сите како се спроведува физикална терапија во хоспитализирачки услови под мултидисциплинарен план и добро знаеме како може да се спроведува мобилна физикална терапија во дом на лице кое што е повредено врз основа на проценка на физиотерапевт дали тоа лице може да добие физикална терапија или не може да добие. Па за 20 години ако јас како физиотерапевт не знам да направам една проценка кај еден пациент што треба да имплементирам или како треба да имплементирам физикална терапија, тогаш треба да си скинам дипломата и да не постојам во ова држава како физиотерапевт. Јас морам да кажам и ова држава треба да се гордее што се уште има добри медицински кадри во ова држава. Ќе ги поздравам докторите, ќе ги поздравам лаборантите, медицинските сестри, ќе ги поздравам целиот медицински кадар, вклучувајќи и нас физиотерапевтите. Да имате добар кадар денеска во ова држава е благослов да остане и да работи и да имплементира здравје на нашите пациенти. Така да секој треба тоа да го цени и да го почитува. Не велам дека луѓе нема што го ценат и што го почитуваат тоа, но има луѓе кои што навистина треба да го ценат и да го почитуваат уште повеќе, особено оние кои што се во врвот на власта, кои што ние сме ги поставиле да бидат таму. Секоја чест за исклучоци, пак ќе кажам, но одредени треба да се гордеат што се уште ние сме тука, што сме останале во државата, што имплементираме здравствена грижа и здравствена дејност на нашите пациенти и што секогаш гледаме нашите пациенти да се задоволни. Јас од слободен викенд ги координирав колегите да направиме едно хумано дело. Меѓутоа, тоа хумано дело не велам дека некој ни го попречи, но секако пак ќе биде во координација со докторите. Се надам дека само успорено, а дека сепак ќе се реализира. Не е успорено, ќе се реализира, само чекаме нели прв термин за да добиеме зелено светло за да започнеме имплементација на кај тие нели пациенти. Ајде, ќе ја поздравам одлуката на министерот и останатите здравствени власти, кои што навистина дел од пациентите веќе почнаа да се рехабилитираат во центарот за физикална терапија кој што е во Штип и им посакувам добро здравје, сакам побрзо да оздрават пациентите, да си се вратат во своите домови, да почнат да си функционираат самостално. Искрено, ова може да го каже само искрен човек со искрена емоција, со искрена емпатија, кој што сака да му даде и да му помогне на пациентот во прва рака. Да, и за да заздрават побрзо, секако дека ќе им е потребна и вашата помош. Апсолутно. Вие мене долги години ме познавате, знаете кој е Илија Жижов. Знаете како своето време го користи за да дојде во телевизија да пренесе на своите гледачи, да каже нешто добро, да направи нешто добро. Не е ова некоја фалба, ова го кажуваат пациентите, не го кажувам јас како поединец, за да се истакнам или да покажам дека сум јас најдобриот физиотерапевт. Оставам да кажат секогаш пациентите кој е добар, кој е лош. А пациентите
кои што кажуваат од уста на уста, ја имаат најдобрата реклама за секој доктор, за секоја медицинска сестра, за секој лаборант и за секој физиотерапевт. Бидејќи вие може да се рекламирате на која сакате телевизија и која телевизија и да сакате да ве повика да гостувате, ако пациентот не го каже својот став и своето мислење. Кој сте вие како индивидуа, вие џабе се рекламирате, џабе гостувате. Јас не доаѓам овде да се рекламирам, да правам реклама за 19 години Илија Жижов знаат кои е пациентите. Јас доаѓам овдека да им пренесам на нашите гледачи теми од областта на физикалната медицина и да допрам до нив дека треба да го почитуваат пред се прво своето здравје, па понатака нели да знаат што техники се добре дојдени во индикации, а што се во контраиндикации во основна нели врз основа на нивната здравствена состојба. И никој не исклучувам од здравствениот систем, ги поздравувам и физијатрите, ги поздравувам и пластичните хирурзи, ги поздравувам и сите медицински кадри останати во државата кои што навистина дадоа се од себе да се помогнат на овие пациенти, да не беше медицинскиот кадар во државата, овие пациенти не верувам дека ќе беа и останатите, еве да кажам, спасени. Него ќе имавме уште поголема смртност и ќе имавме уште поголеми повреди кои што ќе беа за жал со потрајни последици ако не беа медицинските власти кои што ја презедоа одговорноста. Или значи денеска зборуваме за физикална терапија токму кај овие повредените лица од трагедијата во Кочани, но уште два момента ме интересираат околу оваа иницијатива. Неспорно дека станува збор за високи професионалци, но ме интересира тој хуманиот момент. Колку се најде на одзив кај твоите колеги? Да одвојат сепак од своето време, да ја остават малку праксата во мирување и единственото слободно време преку викенди да го посветат на овие повредени. Волонтерски, доброволно. Висок професионалец за мене и за вас и за останатите гледачи кои што гледаат овдека во државата не е професионалец кој што се истакнува кој колку направил. Професионалец е тој кој што ќе се здружи со останатите колеги, кој што ќе направи една комплетна дружба и кој што тимски ќе организира работата да помогне таму каде што најмногу е потребно да се даде во моментот раката. Јас не можам да се твојам дека сум професионалец ако не помогнам кога во најтешки моменти е потребно. Заедно сите тимски, без разлика дали Илија е подобар, Искра е подобра или пак колешката ваша е подобра. Ние заедно сите од тим кога ќе се здружиме, ќе направиме еден успех заедно, а после целиот тој тим има кој да го пофали, има кој да каже дали е добар или е лош или пак не е соодветен за да извршува таа дејност. Моите колеги се едни прекрасни колеги кои што морам да си ги поздравам вака од срце, кои што навистина си ги почитувам и си ги сакам. Верувајте, дојде една колешка кај мене во ординација и вика вака: "Докторе, колега, што год да си, вика мене ми е бајрам во недела. Јас ќе одстапам од тоа што ми е бајрам, искра ви кажувам најискрено со емоција, ми доаѓа да заплачам. Колешката вика, јас ќе дојдам и во сабота ќе имплементираме физикална терапија кај повредените во Кочани. Верувајте. Браво. За мене тоа, како колега, како човек кој што навистина го почитува и го цени, беше нешто што навистина мене ми допре до моето срце, бидејќи колешката даде се од себе да остави дома семејство, да остави празник и да дојде во Кочани да помогне кај тие лица. Верувајте ми. Тоа е за почит. Останатите колеги исто кои што се пријавија да учествуваат, дадоа се од себе и сите своите активности ги одложија за време на викенд, за да учествуваат и да помогнат на повредените во Кочани. Тоа е хуманост, тоа е човечност, тоа е емпатија, тоа е човек. Се можеш да бидеш во животот, верувајте ми. Ако не си човек, ако не си човек, ти не си ништо. Во тешки моменти кога ќе подадеш рака, тогаш си човек. Во спротивно, ти си за мене, постојат две паралели на делење на луѓето. На луѓе и нелуѓе. Јас познавам само народ, а ретко познавам луѓе. Можам да ги избројам на рака луѓето што ги познавам. А останатите се само народ. И другиот момент што ме интересира е како на оваа иницијатива реагира семејствата на повредените. Прекрасно. Прекрасно реагира, ја поздрави од луката. Морам да ја поздравам мојата најдобра колешка Тања од Кочани, која што е мајка на едно од повредените деца, која што ми се јави и рече: "Колега, ве чекаме во сабота со расширено срце да дојдете во нашиот град. Ќе ви дадам службено возило, ќе ви дадам смештај. Значи јас ќе учествувам лично во останатите рехабилитации каде што вие ќе сметате дека треба да дојдам." Значи, колешка дипломиран физиотерапевт, каде што нејзино дете значи беше дел од повредените, значи она даде иницијатива да дојде да учествува во останатите рехабилитации. И тоа морам да кажам што како ќе се спроведуваше физикална терапија. Прво, ние ќе отидевме да се состанеме од тим, тоа ќе беше значи прво еден тим составен кој што ќе одеше, значи
зборувам како мобилна физиотерапија од врата до врата, каде што прво ќе направиме еден позитивен разговор со семејството, каде што ќе направиме една проценка, да видиме во кои услови може да се спроведи физикална терапија и во каква состојба е пациентот, дали тоа ќе бидат вежби за дишење, дали тоа ќе бидат кинезитерапија и индивидуални вежби. Но никако немаше да имплементираме, ниту пак ќе имплементираме, зборувам. Физикална терапија кај потешки пациенти со посериозни изгореници, ало бре луѓе. Па тоа човек што не е медицинско лице да му го кажете, дека треба да го направи, нема да го направи, а не камоли некој што е 20 години во областа на физикалната медицина или пак кој што работи секојдневно со пациенти. Па мене во моите години, 19 години, мене и на моите колеги ни поминале разни видни физикални процедури, бре Искра. Ние не сме од вчера во медицината, па ние не знаеме, треба да работиме. Така да, малку кога нешто пишувате, нешто кога кажувате, нешто кога сакате да се покажете колку сте вие повеќе од некого, сетете се дека и некој учел друг, некој учел од најдобрите. Јас кога сум се вработил во Катлановска бања, сум учел од најдобрите мои колеги физиотерапевти, па тоа е специјална установа за физикална медицина бре каде што работеле професионалци. Таму не можел да работи човек ако не ја познава областа на медицината. Ние сме имале директори за почитување, значи раководители за почитување кои што ја координирале и контролирале таа работа. Медицинскиот факултет кој што ни издал диплома да работиме, значи. Што значи, ако добро разбрав, сега тие лица треба да патуваат дури до Штип, за да добијат таа услуга, наместо ова вие што ја нудевте да им дојдете во нивниот дом. Ако вака сега мораме да потенцираме да кажеме дека делот физикална терапија ќе се спроведува значи во подолг временски период. Тоа не може да биде само за време на викенд 2 дена во тековната недела, бидејќи тие лица имаат потреба, зборувам за 12, 15, кај некои пациенти па и нема потреба да се имплементира физикална терапија, бидејќи тие се многу полесни. И повторно тоа зависи од на лице место кога ќе видите ситуацијата. Апсолутно индивидуално од проценката на пациентот, значи нели се ако во координација со самиот пациент со семејството. Но морам да кажам дека рехабилитацијата која што ќе тече 21 ден мора да биде во хоспитализирачки услови во центри за физикална терапија каде што ќе добијат соодветен третман. Кај оние посериозни, кај оние кои што се со полесни повреди, кај нив физикална терапија освен кинезитерапија, малку вежби за раздвижување на мускулно-скелетна состојба и вежби за респирација, друг вид на физикална терапија не е потребен, но кај оние со попотешко од тие, значи мора да се имплементираат и други техники, односно методологии од видот на физикална терапија кои што ќе помогнат нели во процесот на заздравување. Така да сите заедно тимски, како физијатри, физиотерапевти, пластични хирурзи, останат ти медицински сестри, лаборанти и останат медицински кадар, ние заедно од тим сме секогаш подготвени и спремни сите заедно да помогнеме на секој пациент заедно. Ние сме тим. Не може само физиотерапевтот да имплементира нешто, а да не е вклучен докторот. Не може само докторот сам да имплементира терапија, а да не е физиотерапевтот да ја спроведи. Уште едно нешто сакам да кажам, значи. Физиотерапевтот е тој што ја спроведува физикална терапија како успех кај пациентот. Физиотерапевтот работи индивидуално по прописи програма со пациентот и физиотерапевтот може гордо утре да застане да каже дека таа рехабилитација ја спровел со пациентот врз основа на тоа што имплементирал вежби, медицински масажи, значи вежби за координација, вежби за рамнотежа и дополнителни техники, односно методи од физикалната терапија. Не негирам дека докторот тука треба да биде присутен. Меѓутоа, сегде во сите земји во странство, физиотерапевтот е самостален од својата физиотерапевтска комора, има своја ординација и е вклучен исто како општи лекар во нашата држава да работи самостојно и да имплементира физикална терапија. Само овде во нашата држава има по некоја пречка која што ако не се истакни докторот, физиотерапевтот не може да оди напред. Не, драги мои, физиотерапевтот ќе оди напред и ќе ги покажува своите способности и ќе биде реагиран понатака. Здравје Боже, се менуваат власти, доаѓаат едни, доаѓаат други. Значи ќе видиме тој закон ќе се донесе за физиотерапевтска дејност, каде што ќе му ги одврзите рацете на физиотерапевтот да може да си работи како што треба. Не можете вие да му правите сопки и да му врзувате нешто што треба да го работи како физиотерапевт, како здравствено лице од овој здравствен систем, каде што може да имплементира физикална терапија. Многу ќе се пронајдете овде дека јас кажувам многу работи кои што ги мислам искрено и одговорно. Да, ако насмеано и културно го кажуваш, да ви се живи и здрави пациентите, гледачите кои што не следат утрово, луѓето кои што ја почитуваат нашата работа, они знаат каде живеат. Знаат што можат да очекуваат од ова наша држава. Знаат колку можеме да одиме напред и знаат колку можеме да чекориме и да постигнеме нешто. А дај Боже. Ама дај Боже. Да постигнеме нешто и да станеме држава сите држави. Види една Србија оди напред.
како функционира. Да Ја земам за пример. Да не забегаме во политики. Да не забегаме политика не сакам, верувајте, политика не сакам, само сакам во оваа држава да имаме, знаете како, да имаме добра држава каде што секој еден граѓанин ќе може слободно да диши, да си функционираме убаво, да не ни се случуваат вакви трагедии со Кочани, видете, па трагедијата со Кочани што се случи во моментов, па сите сме утепани бре луѓе. Сите сме ние, значи со некои не осветлени светла понатака да чекориме нешто да направиме. Немате мотив, немате значи светлина, немате позитивност, значи не можете вие да се опуштите кога знаете што се случило. Го дефинираат тоа психолозите, колективна траума доживеавме и се уште сме во неа. Што значи еден од начините на некој начин и самите себе си да си помогнеме е тоа да им се помогне на другите, како што ти ја поклена оваа иницијатива. И сега претпоставувам од состанокот од оваа недела зависи дали конечно ќе се реализира, така? Апсолутно, зависи од состанокот оваа недела дали ќе се реализира, да си ако министерот пак ќе кажам ја поддржа нашата одлука и рече дека се е тоа супер во ред, меѓутоа да се видиме да направиме еден состанок за да видиме што понатаму. Значи, бидејќи како што кажав, значи не се вратени сите пациенти, да се вратат па да се види, па и они да си направат координација во министерство, значи со докторите, со останатиот медицински кадар, што понатаму ќе следи, ќе следи, но во секој случај пациентите ќе добијат соодветна физикална терапија, ќе се рехабилитираат, ќе бидат добри, ќе бидат пуштени нели после тоа пак на домашно лекување. Ние сме тука. Ако има потреба, ќе се координираме во согласност со нашите колеги, ќе учествуваме, ќе им помогнеме се што треба. Ние сме сегаш транспарентни и отворени за соработка, кога станува збор нели за давање здравствена грижа, но секако пак ќе кажам тоа мора да биде во координација со останатиот медицински кадар и со останатите лица од власта. Многу ти благодарам. Како и секогаш на благодарам за поканата, благодарам што утрово говоревме на ваква тема, во која што се надевам дека многу од нас професионалците ќе допре до сето ова и ќе се здружиме сите заедно и нема да се двоиме кој е најдобар, кој е подобар, него сите заедно ќе учествуваме да подадеме рака и да помогнеме таму каде што сме најпотребни. Малку суетите настрана, што би се рекло. Малку суетите и егото долу, а малку добрината и човечноста поистакната горе. Тоа што имаме општество во кое што ќе се гордееме да функционираме и да живееме и да бидеме пред се луѓе. Дајте да бидеме луѓе. И за крај само да кажам, остана народ. Тешко има луѓе. Иле, сепак ти благодарам, па секој нека си се подразмисли за овие зборови што ги кажа.